Град Скопје ги објави првите тендери за некои градежни работи. На брифинг со новинарите, градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов ги наведе разликите во цената за изградба на поголеми инфраструктурни проекти меѓу претходната и сегашната локална власт. Пример изградбата на булеварот Христијан Тодоровски Карпош. Во првата фаза чинел околу 136 милиони денари, додека во втората фаза чинел околу 106 милиони денари. Тоа значи дека разликата во цената е приближно 22% поевтино. Шилегов ја наведе разликата и за булеварот Партизански одреди, каде се забележува истата разлика. Тендерските постапки за велосипедските патеки во 2017 година исто биле поскапи, во споредба со 2018 година, додаде градоначалникот Шилегов. Истиот пример е и со обезбедувањето на средните училишта. Предходните години тендерските постапки чинеле многу повеќе за разлика од сега. Во 2017 година обезбедувањето на училиштата чинело околу 11,5 милиони денари, а во 2018 чини околу 6,5 милиони денари. Градоначалникот Шилегов рече дека ваквите разлики се сметаат како заштеда, така што може да помогнат во планирањето на буџетот за 2019 година или може да се наменат за реконструкција на повеќе улици низ градот кои не биле планирани. Во однос на реконструкцијата на улиците за следната година, Шилегов рече дека полека се подготвува планот, а во него е ставена и улицата Благоја Стефковски во Маџари, како и дел од Партизанска. Во однос на идните проекти на град Скопје, градоначалникот Шилегов рече дека се подготвуваат неколку големи тендери за кои граѓаните ќе бидат информирани во наредниот период.